Здраво, драги родители! Во денешното видео повторно ќе патуваме со Малиот принц низ неговите длабоки средби, овај пат со цвеќето и со планината. И овие поглавја две ни откриваат колку е важно родителот да може да ја согледа болката или пак ранливоста на детето, да може да ја види жегта на своето дете за вистинско поврзување, но исто така и да види детето кога е во едно разочарување заради моментите, одредени предизвици во животот што му се случуваат во текот на неговото растење. И свесното родителство не е патување кое го разделува, ја отстранува болката во односот со детето, туку напротив, го учи родителот да може да седи со таа болка заедно со детето и да му објасни на детето, да го научи дека животот некогаш е полн со студенила, некогаш е празен, дека е исто така и полн со илузии, меѓутоа дека љубовта и врската секогаш стануваат коренот кој што ќе ја држи нивната релација и нивната поврзаност. Сега да продолжиме со читање на средбата на Малиот принц со цвеќето. Малиот принц се прошетал низ пустината и сретнал само едно цвеќе. Едно цвеќе со 3 петелки, едно никакво цвеќе. Добар ден, рекол Малиот принц. Добар ден, рекло цвеќето. Каде се луѓето? Учтиво прашал Малиот принц. Цвеќето видело како еден ден поминал еден караван. Луѓето, тие постојат, мислам дека се 6 или 7. Ги забележав еднаш, пред многу години. Но никогаш не се знае каде можат да се најдат. Нив ветрот ги движи, тие немаат корења, и тоа многу им пречи. Збогум, рекол Малиот принц. Збогум, одговорило цвеќето. Во оваа сцена Малиот принц тој се среќава со едно едноставно цвеќе кое што има само 3 ливчиња и многу еден ставен поглед за светот, и тоа му вели дека луѓето кога врват, многу ретко тука врват и никогаш повеќе не се враќаат назад. И навидом овај разговор, оваа комуникација меѓу нив изгледа како неважна, меѓутоа содржи една многу длабока и силна порака, и низ очите на свесното родителство ќе ги видиме кои се пораките со кои треба да се запознаат родителите. Првата порака е дека сиромашниот речник носи сиромашно поврзување. Значи, цвеќето со многу малку зборови, тоа нуди многу мала перспектива, многу мал поглед на животот, и ова во суштина наликува на еден родител, значи во свесното родителство, кој што со своето дете комуницира многу површно, например, му зборува јади, облече ја јакната, седи мирно, оди пишувај домашна и така натаму. И детето како Малиот принц овде останува гладно за една подлабока смисла, значи за разговор кој што ја храни душата и ја храни фантазијата на детето. Втората порака е еднонасочноста. Кога цвеќето кажува дека луѓето минуваат во една насока, што е тоа? Што представува за свесното родителство? Представува една слика за воспитување само во една насока, каде што нема диалог помеѓу родителот и детето. И токму свесното родителство е тоа кое што представува едно патување на заедништво помеѓу родителот и детето. Значи, детето исто така е еден мудар сопатник со родителот, а не само еден слеп следач. Третата порака е површноста како опомена, односно цвеќето тоа изгледа обично, има само 3 ливчиња, така и во родителството кога врската се сведува само на едни формални, суштински обврски, и кога останува само така, таа е многу сиромашна и лесно е кршлива, а свесното родителство е родителство кое што навистина бара длабочина,
едно богатство на односи со детето, исполнета со мириси, со бои, со форми, со приказни и така натаму. И четвртата порака која е да се слуша гласот на детето. Преку прашањата кои што малиот принц ги гледаме, му ги поставува на цвеќето, тој гледаме дека не се задоволува со едноставни, со плитки одговори. И ова е порака до родителите да не се плашат од детските прашања, затоа што тие во суштина преку нивната љубопитност се патогас за родителите, за вистинските потреби, за автентичноста на децата. Понатаму реченицата која што цвеќето овде ја спомнува за луѓето дека тие немаат корења и дека тоа многу им пречи, и ја потенцира символиката на корењата кои што овде во свесното родителство што представуваат? Представуваат символ за стабилност, символ за свесност, символ за одговорност, символ за сигурност и символ за тоа каде припаѓаме ние како луѓе, дека без нашето припаѓање, без нашите корени, човекот што би бил? Тој би бил само еден сув лист кој што на ветрот би се движел без да има јасен пат, без да има чувство, без да има цел. И ова одсеченост кај луѓето предизвикува празнина, предизвикува немир, предизвикува вознемиреност. И колку луѓето да трчаат по надворешните нешта, како што се парите, патувањата, престижот, луѓето сепак, доколку немаат своја цел, доколку не знаат каде припаѓаат во животот, каде треба да припаднат, тие остануваат внатрешно несигурни. И свесното родителство исто така објаснува дека детето развива корења во средина каде што има цел. Значи има љубов, има разбирање, има цел за едно чувство детето да биде видено, да биде слушнато. Ако детето расте без емоционални корења, тоа значи дека без некој да се чувствува тоа дека е видено и слушнато, тоа расте во возрастен кој што постојано ќе бара надворешни потврди, а никогаш нема да го најде својот внатрешен мир. Родителот е оној кој што му помага на детето да може да ги пушти своите корења. Што значи тоа? Да знае кој е, да верува во својата вредност, да се чувствува безбедно, дури и во услови кога надвор не е толку сигурно и безбедно. И затоа децата кои што растат со љубов, кои што имаат стабилна поврзаност со своите родители, тие стануваат возрастни кои имаат една многу силна внатрешна моќ и знаат каде му е вистинскиот дом. А вистинскиот дом им е во нивното срце. Например, овде еден пример имам дадено. Детето каде што се враќа од училиште вознемирено, затоа што другарчињата му се смееле на неговиот цртеж на училиште што го нацртал, и кога доаѓа дома, тој плаче и му вели на својот родител дека нема повеќе да црта, дека не сака, затоа што не бил добар во тоа нешто, и родителот доколку несвесно изреагира и, например, со зборовите му ги упати зборовите: ајде, ништо страшно, не плачи, ќе научиш понатаму подобро, немој да се лутиш, не прави глупости и така натаму. Со овие зборови детето се чувствува осамено, затоа што тоа овде представено е како корен, како цвеќе без корења, затоа што оставено е само да може да се со својата болка, без разлика дали знае или не знае како да се справи со таа своја болка. И меѓутоа, ако родителот овде свесно му пристапи со зборовите, например да му каже: гледам дека многу ти е тешко, затоа што
ти се смееле за цртежот на училиште. И ја разбирам твојата тага е во рете да се чувствуваш тажен, во рете да ја чувствуваш таа болка, но ајде покажи ми го сега твојот цртеж. Сакам да го видам низ твоите очи. И на ваков начин, кога родителот би му се обратил на своето дете, што би се случило? Би се случило тоа да родителот преку овој пристап тој ја препознава болката кај своето дете, не ја игнорира и детето добива расте едно чувство, вкоренува едно чувство дека не е сам, дека некој го видел, дека некој го разбрал. И со тоа чувство, тоа расте истовремено стабилност. Значи, ја вкоренува стабилноста кај себе и кога ќе порасне, тоа дете не се руши пред секоја критика затоа што самото почнува да се сеќава на онаш како родителите свесно постапиле со него. Значи, детето се сеќава дека неговата вредност не зависи од надворешните зборови и од надворешните критики. Сега наредно да слушнеме што се случило кога малиот принц се искачува на високата планина и што доживува таму. Малиот принц се искачил на една висока планина. Единствени височини што тој ги познавал биле трите вулкани што му достигнувале до коленици и угаснатиот вулкан кој му служел како столче. Од толку висока планина како ова, си велел тој, ќе ја видам одеднаш целата планета и сите луѓе. Но не видел ништо освен шилестите врвови на Карпат. Добар ден, рекол случајно. Добар ден, добар ден, добар ден, одговорило ехото. Кој сте вие? Прашал малиот принц. Кој сте вие? Кој сте вие? Кој сте вие? Одговорило ехото. Бидете мој пријател, јас сум сам, рекол тој. Јас сум сам, јас сум сам. Јас сум сам, одговорило ехото. Што чудна планина е ова, помислил тогаш малиот принц. Целата е сува, целата шилеста и целата солена. Луѓето немаат фантазија. Тие само повторуваат што ќе им се рече. Јас дома имав само едно цвеќе и тоа секогаш прво почнуваше да зборува. Малиот принц се искачува на високата планина и надевајќи се дека оттаму ќе може да го види целиот свет, ќе може да најде некој пријател, ќе може да види луѓе, но наместо тоа тој зборува и слуша како планината го враќа истото ехо и тој вели, например, здраво, слуша повторно назад здраво. Или тој вели јас сум сам, слуша повторно назад јас сум сам. И овој момент носи една навистина длабока символика за тоа што значи да се бара контакт и како понекогаш ние добиваме само еден празен одраз на нашиот собствен глас. Меѓутоа, во контекст на свесното родителство, ова планина со своето ехо носи неколку пораки, а тоа се следните. Прво, дека односот со детето може да наликува на ехото. Значи, често пати односот меѓу родител и дете може да функционира како ехото во зависност од тоа како родителот се поставува спрема детето, каков однос има спрема своето дете, дали тој е грижлив, дали е со љубов, дали постапува со нежни зборови или пак тој е груб со него, има големо нетрпение спрема него и сето тоа се враќа во зборовите и во однесувањето на детето, што значи дека детето навистина е огледало на атмосферата во неговиот дом. Она што се случува во домот на детето. Втората порака е жалбата за пријателство и за контакт. Принцот, значи, сака пријатели, сака да види и да запознава пријатели, затоа се искачува на планината, надевајќи се дека можеби тоа ќе го постигне, меѓутоа тој добива само повторување на зборовите кои што ги кажува
така и детето, значи кога бара тој топлина од својот родител, а кога назад добива само механички одговор, детето станува осамено и слуша само ехо, а не го слуша автентичниот глас кој што го бара од страна на родителот. Следната порака е празнината на одговорите. Значи, ехото е празно, затоа што нема тоа содржина и родител кој што постојано ги повторува истите зборови во односот со детето, како фрази, например, добро е, ќе видиме, ајде, молчи, не презборувај, оди, ајде, пишувај домашна и така натаму. Значи, тој не гради еден жив диалог со своето дете и затоа свесното родителство не подсетува нас дека навистина детето сака една вистинска размена во разговорот со родител, дека тој сака разговор со душа, а не само празнен одраз. И четвртата порака е силата на слушањето. Ако родителот навистина сака да го слуша, сака да го разбере детето, тогаш разговорот нема да личи на едно ехо. Значи, наместо само повторување, механичко слушање, родителот ако се сврти кон детето, добро го разбира, добро го слуша, од еден нов агол, значи, детето кај него ќе почне да гради едно чувство дека е навистина видено, навистина слушнато, но исто така и од аспект на свесното родителство, искачувањето на Малиот принц на планината, ја символизира детската надеж, дека како што се искачува високо, дека можеби тој ќе ја најде вистината и дека ќе се појават готови одговори. Меѓутоа, наместо тоа, кога се искачува најгоре, што здогледува? Здогледува само студенило, сртови, остри, камен, ладнина и така натаму. Значи, ова представува една метафора за идеите и очекувањата од страна на децата, но и од страна и на родителите. Меѓутоа, децата секогаш очекуваат додека се мали, дека со многу мал напор ќе можат да ја разберат смислата на животот, смислата на љубовта, смислата на топлината, смислата на заедништвото и дека тоа секаде дека ќе го најдат. Меѓутоа, наместо тоа се случува децата додека растат да најдат и на изолација и на празнина во својот живот. И во свесното родителство ова е едно објаснување за моментот кога детето почнува да ја разбира разликата помеѓу сонот, фантазијата и неговата реалност. Затоа што секое дете во своето срце, во својот ум, тој си има зацртано некоја идеална слика дека возрастните, дека светот, дека родителите ќе му го објаснат животот и дека тоа ќе добива готови одговори, дека ќе се чувствува секогаш сигурно, дека целиот свет секогаш ќе биде ќе представува едно топло место, сите ќе го сакаат и така натаму. Меѓутоа, често подоцна кога расте, тој наидува и се соочува со студени одговори, дури со одбивање. И родителот е тој кој што овде треба да разбере дека разочарувањата кои што се јавуваат во ваквите моменти кај децата се неизбежен дел од неговиот раст и развој и дека светот секогаш не може да биде топол за децата, дека секогаш децата многу ретко уствари ќе најдат на готови одговори во својот живот и ќе најдат на топли луѓе, но токму во тие моменти е клучното за родителот дека тој треба да биде нивното огледало преку својата топлина и преку својата присутност. Што значи тоа во родителството? Тоа значи дека со текот на растењето ќе почнат кај детето да паѓаат илузиите за кое тоа си ги присвоило, кое што си ги изградило, додека било мало,
Значи, детето сваќа дека не е доволно само да се искачи на планината и оттаму да ја погледне вистината, туку дека потребно му е присуство од неговиот родител за да може да ја поднесе таа болка која што ја носи со своето разочарување кога ќе ја согледа вистината, кога ќе паднат илузиите, односно кога детето, неговите верувања, конечно ќе почнат да се кршат. Така, например, кога првиот пат, кога може тоа да се случи, кога ќе се раздели детето од својот родител и кога ќе оди, например, во градинка и таму ќе се соочи со други деца и може да забележи дека ќе доживее одбивање од друго дете. Значи, детето, тука во сушност, преку овој судир, детето се соочува со студенилата на, ајде да речеме, на планината. И реалноста знае, второ, дека реалноста на вистина знае да биде студена, односно, детето тоа да го, тоа кога ќе го согледа, која е задачата на родителот? Родителот треба овде да може да постапи на начин на кој што ќе му каже на детето, да, на вистина светот е ладен, светот е студен, меѓутоа јас сум тука со тебе. И, например, кога детето одбиено од страна на другарчињата, може да се случи да не го поканат на роден ден или едноставно да не сакаат да се дружат со него, родителот да му каже, јас знам дека на вистина гледам дека колку многу си повреден, колку многу те боли ова затоа што не те поканиле другарчињата на роден ден, меѓутоа во ред е така да се чувствуваш, во ред е да бидеш тажен, но тоа не значи дека твојата вредност зависи од она што тебе ти го направиле или те што ти кажале или како постапиле спрема тебе. Затоа што вистинските височини се внатре, во внатрешноста. И малите принцови на сите времиња што учат? Учат дека поголемата мудрост не доаѓа секогаш од гледање од озгора, од височините, туку од гледање со срцето. И тоа е всушност суштината на свесното родителство, да може да го насочува детето од надвор кон внатре, да може да гледа со срцето и да може на тој начин да се поврзе со својата автентичност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.